Благодарам. Да не остане неискоментирано предлозите за дополнение на дневниот ред со скратените постапки кои што ги достави Социјалдемократскиот сојуз. Морам да се јавам процедурално за да кажам зошто ставот на пратеничките групи од владеачкото мнозинство е таков каков што е, односно не се произнесовме по ова законско решение и како што може да види јавноста, пратеничката група на СДСМ, односно први подпишаниот Венко Филипче, не е присутен во салата, а покрај Венко Филипче не се присутни уште пола од пратеничката група. Несериозен однос кога не убедуваат нас и граѓаните дека треба да дојде до изменување на законот за минимална плата за зголемување на платата на граѓаните во државата. Имено ја користам приликата да ги информирам дека сега до крајот на декември ќе бидат повикани заедно со Социјал-економскиот совет кој што ќе се организира во владата, да како парламентарна група, односно политичка партија, пред работодавачите се произнесат за нивниот предлог и да кажат зошто е потребно ова зголемување. По однос на вториот закон, односно законот за данокот на додадена вредност, за кој што исто така од 120 пратеници доби поддршка од 9 пратеници, што значи ја нема поддршката и од другите опозициони партии, морам да констатирам дека граѓаните во државата не се со кратко памтење. Имено владата на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ ја бара намалување на данокот на додадена вредност на основните прехранбени производи од 5 на 0%, заборавајќи или сакајќи да заборават и тие и граѓаните, дека го зголемија данокот додека беа на власт за 5% на овие прехранбени производи, убедувајќи не дека не треба да јадеме чип затоа што не е добар за здравието. Затоа, колеги и пратеници, немајќи конзистентност во политиката, пратеничките групи на владеачкото мнозинство не ви даваат поддршка затоа што законите кои што ги предлагате се популистички, а поддршката од 9, односно 13 пратеници вкупно на овие закони ја покажува и самата интенција на вас, а тоа е додворување на гласачите кои што ве казнија пред само неколку месеци. Благодарам.